Помалите партии од власта и од опозицијата не се откажуваат од барањето Македонија да биде една изборна единица. Пратениците од Демократски сојуз, Левица, ВМРО Народна партија и пратеникот Панчо Минов доставија предлог за измени во изборниот законик, со кои бараат една наместо 6 изборни единици од следните парламентарни избори. Се предвидува да остане пропорционален модел, да нема изборен праг и пресметката на пратеници да се одвива преку донтовиот количник. Ако се гради консенсус, треба ако за сите, треба и сите. И Демократски сојуз, и ВМРО Народна партија, Левица, ЛДП, Дом и другите партии да се сложат. Тоа значи дека ако тоа може да биде изговор за да не се направат промените. Меѓутоа има силен потенцијал од партиите што не сме СДСМ или ВМРО ДПМН, така да можеме самостојно. На постоечките избори кои завршија, Левица е оштетена со 3 мандати, значи на овој број на освоени гласови, скоро 40.000, доколку беше една изборна единица, Левица ќе имаше без проблем 5 пратеници, така што сметаме дека овој систем е веќе неиздржлив, надминат и историски треба да преминеме во нова фаза на повеќе протискиот систем. СДСМ ќе поддржи една изборна единица за следните парламентарни избори. Тоа е изборно ветување, одговори премиерот Заев. Вели со ова губат СДСМ, ВМРО ДПМН, а во мал дел и ДУИ, веројатно и Алијанса за албанците, но добива државата. Сепак Заев повтори дека услов за носење на измените на изборниот законик е и консензусот од сите партии. Очекува поддршка и од ВМРО ДПМН. Ред е да седнат ВМРО ДПМН да изјаснат свој став и ако направат подобри проценки и калкулации, верувам дека можат да изградат и позитивен став, секако тоа останува на нив, и ДУИ се крше, не знае дали да прифати, дали не, но дефинитивно верувам дека имаме сите на крајот должност за демократијата да направиме еден исчекор повеќе. Од опозицијската ВМРО ДПМН претходно имаше сигнали дека би разговарале за евентуална поддршка за една изборна единица, додека во ДУИ нема јасен став за последниот предлог. Но последниот обид да се направат вакви промени во изборниот процес во декември 2019-та, ВМРО ДПМН и интегративците го блокираа, при што само ДУИ поднесоа 5000 амандмани.